Добар ден на сите. Почитуван пратеничка, почитуван пратеник, почитуван замени градоначалник, почитувани членови на Советот, почитувани директори, раководители од централната и локалната власт. Тук имаме и ученици. Долго време си мислев како да се обратам на овој голем ден. Службите по протокол на градоначалникот му пишуваат текст и говор кој треба да го прочита, но денеска јас нема да го прочитам, туку ќе зборувам тоа што го мислам и тоа што го чувствувам. И нема да зборувам за ниту еден ден друг, туку ќе зборувам за делото на овие великани кои што најголем дел потекнуваат од општина Велес. Веќе година и пол откако што ја извршувам оваа позиција на градоначалник на општина Велес и ќе зборувам како се чувствувам. Првата година од одбележувањето, тогаш беше 119 години од одбележувањето на солунските атентати, го поминавме само со положување на цвеќе. Но грешката, заради неискуството и заради брзањето и заради, можам да кажам, навиките на општината во измедите 4-5, може и повеќе години, си го направи своето. Но еве, од кога ја завршам функцијата, втор пат имам за чест општина Велес да го организира овој настан. И од тука можам да ви кажам дека овој настан, кој што е значаен за Република Македонија, но е значаен за Велес, од година на година ќе биде се помасовен, ќе биде уште можно повеќе и со повеќе настани и ќе биде организиран на едно повисоко ниво. И ово го зборувам не случајно, заради тоа што како човек мојот кој што се роди во Велес, живее во Велес, планира и тука да остане, тргнувајќи ги настрана сите интереси политички, нема кој, ако не ние, не го подигнеме на повисоко ниво овој ден и овој настан и овој датум. Како што кажуваат многуте луѓе, историјата се повторува, така да и сега се повторува, заради тоа што како никогаш досега сме нападнати однадвор, но можам да кажам сме нападнати многу повеќе однатре, се со цел менување на нешто. Голем број на датуми кои што не поминуваат така, ку преди реда, го праваат тоа да се помладите генерации не ги чувствуваат овие денови како што ги чувствувале некогаш македонците и велешаните. Ова што го направиле овие неколку велешани пред 120 години треба да допре до секој македонец, до секој еден велешанец и точно младите велешани и сите велешани да знаат што тие направиле, за што се бореле, а ако положуваме ние само свеќе и немаме никаков друг настан, од година на година ќе се заборави тоа што пред 120 години го направиле овие велешани. И затоа ви кажувам и од тука најавувам дека секоја наредна година, додека извршувам позицијата градоначалник на општина Велес, овој настан, но и многу други настани кои што значени за Велес и за Република Македонија ќе бидат организирани на повисоко ниво и нема да штедеме финансиски средства. Заради тоа што овој настан е темелот на Македонија и овој настан го заслужува тоа што еве на некој начин, почнувајќи од вчера, тука е почитуваниот директор на гимназијата, заедно со професорите и менторите, во театарот го направија, се врати духот и младите да знаат што уствари младите велешани пред 120 години направили, за што се бореле. Тие ниту биле луѓе кои што не биле образовани, ниту биле сиромашни, туку тие луѓе биле со голема самосвест и точно знаеле што прават за да го подигнат гласот против окупаторот. И пак ќе кажам, не ќе овој говор да се злоупотреби или да биде во некој негативен контекст, немам намера да држам политика и да зазивам страна, но како градоначалник и како политичар можам да кажам дека
делото на гимиджиите и делото на сите велишени македонци, додека извршува позицијата градоначелник, ја се одбележуваат на еден значаен настан, за да само свеста не бледне од година на година, туку само свеста од година на година се биде на повисоко ниво. Така да не држам повеќе говори, мислам дека не свативте поинтата и пораката што сакам да ја кажам. Уште еднаш неќе честит 120 години од денот на организирањето на Солунските атентати. Бог да ги прости и нека им е вечна слава на хероите. Благодарам.